Ние се снабдувавме со вода од селските чешми. Нормално дека немаше доволно вода. Мислам дека 2001-2002 така нешто, мислам дека првите контакти беа со МЦМС. Кога се случи недостаток на вода, односно потреба од изнаоѓање на нов извор на вода со квалитетна и здрава вода за пиење, бидејќи тоа беше сериозна финансиска конструкција, местното население се обратија на многу места за помош, но единствено на позитивен одговор не идува кај невладината организација, хуманитарна организација Македонски центар за меѓународна соработка. Прв проект беше Копаница. Тој проект беше почнат уште многу поодамна, меѓутоа останало нефункционално. Така да со вклучување на МЦМС и општина Сарај, повторно јавно-комуналното претпријатие, значи тој проект беше реализиран во смисол на вклучување дел да партиципират и самите граѓани и општината како локална самоуправа. Јас се сеќавам кога почна водоводот да се прави неде 2000 година. Пред тоа беа големи маки. Вода немаше, но со дрека за прање, за пиење од бунари, тоа е било многу тешко. Како водоводот постана, да би имало улеснение целото население. Меѓутоа водоводот кога се прави, сите учествуваа, копајќи секој се одмереше. Важно се копаме да одработиме, водата да се докара. Ние земјаните работи бевме спремни, ние самите да ги извршиме, за да бидеме, што се вика, равноправни во копањево, односно на резултатот на водата. Во текот на ископот имавме доста проблеми. Бевме приморени да бараме чаре, што се вика, и од друга страна, од страна на општината. Во никој случај, така како што било тогаш со МЦМС, не е организирано селото подобро од тогаш. Местната заедница се изеда обврска да изнајде нов извор на вода. Од друга страна, Македонскиот центар за меѓународна соработка си превзеде обврска да учествува со материјал, и тоа цевки, во целосна должина на ровот, да учествува со потопна пумпа, да учествува со енергетски кабел, одмарче со сета потребна електроника и автоматика, не дека средината на 1997 водоводот, тоест новиот бунар за вода се пусти во употреба, да. За населените места Копаница, Арнакија, Крушопек, Лака, од аспект на вклучување на граѓаните на овие населени места, значи кои што и се крајни корисници на овие проекти и ден денес функционираат одлично, зашто граѓаните ги чувствуваат како нивни, зашто и они биле дел од овие проекти. Со завршување на проектот течат во село 90 или 100 чешми. Посреќни луѓе тогаш немало. Пред тоа немаше патишта, ни селото сега се асфалтирани патиштите со сам придонес, значи селаните се организираат, веќе се научивме да се организираме, така да направивме канализација. Значи водоводот како е донесено во селото, значи веќе селаните не гледаат дестинација Скопје, не гледаат водовод во Скопје, него гледаат водовод во Количани, така да веќе тоа е стопирано, луѓето си гледаат да си продолжуваат, да си живеат во село. Кога се стави водоводо, почнаа да се градат вили, куќи, почнаа од страна доаѓаат од градот, од Скопје, да се купуваат куќи тука. Ги скупуваа и ти куќи што се иселија луѓето, се предадеа на некој си од градот. И сега, можда 40% плюс од населението е зголемено селото. Тоа беше добар проект, добро сработен, стручно сработен, квалитетно сработен, со издаšност која еве ги задоволува потребите на местното население и се надеваме дека тоа ќе биде трајно решение. Со решавањето на овој горлив проблем, добар дел од иселените наши жители од ова населено место, кои што претходно беа иселени во Велес и во другите градови во
Републиката се вратија и се изградија своји домови. Можам слободно да кажам дека соработката со МЦМС беше позитивна и ќе остане во историјата како добро сеќавање за идните генерации, како би можеле заеднички, значи одредени организации, локалната самоуправа, граѓаните можат да бидат успешни во реализација на одредени зафати, решавање на одредени проблеми кои ги тангираат граѓаните.